Драги гледачи, наша гостинка во ово издание на емисијата Инфорегион е Маријана Ѓорѓиевска, позната планинарка од Прилепи и една од двете македонки кои што ги имаат искачено трите сумити во светот, Елбрус, Аконкагва и Килиманџаро. Но за тоа малку подолу во ова интервју. Пред се, Маријана, добре дојде во твоето прво гостување во емисијата Инфорегион. Добре ве најдов, благодарам за поканата и се надевам дека успешно ќе работите понатака исто како што работите и сите овие претходни години. Како што кажав во воведот на оваа емисија, вие сте, односно вашата пасија, вашето хоби е планинарењето. Еден од последните повисоки врвови кои што ги имате искачено е врвот Арарат минатиот месец, односно највисокиот врв во Турција. Зошто го одбравте токму Арарат, односно зошто еден планинар би се искачил на оваа планина? Кој е предизвикот? Конкретно јас Арарат го одбрав од причина што години уназад имав желба да појдам таму, бидејќи слушав и читав за мистичноста на планината, сета она приказна која што е поврзана за Ноевата арка. А и искрено сакам, доколку би имала можност, да посетам колку што можам и да искачам планини, колку што можам повеќе во текот на мојот живот, така да се створија услови за искачување на Арарат, се собра добра екипа и се реализира тоа искачување. Интересна планина која што мислам дека нуди почетни точки за да може да се запознае еден планинар со високогорското искачување на планините, односно да ја осети височината на една планина. Спомнавте се собра добра екипа, дали имаш и други македонци во оваа експедиција на Арарат? Ова искачување на Арарат беше составено од македонци, значи бевме 6 души македонци, целосно македонска експедиција. Од Прилеп или од повеќе градови? Само јас бев од Прилеп, другите беа од Скопје. Како се создаде таа цела атмосфера, односно идеја да се искачувате вие што се собравте како екипа на Арарат, како започна тоа пристигнувањето таму, дали е потребна климатизација? Искачувањето за мене на Арарат беше спонтано, а на другата екипа беше планирано. Ме поканија да бидам член на и дел од таа експедиција. Се согласив бидејќи, како што кажав и претходно, имав желба за искачување на Арарат. Не беа потребни некои посебни подготовки во смисла на голема аклиматизација. Имаше во самото искачување еден ден на аклиматизација, бидејќи имавме доволно денови благодарение на летовите кои што ги имавме букирано, имавме повеќе денови за престој на самата планина и со тоа имавме поголема можност да ја запознаеме планината и успешно да ја пристапиме. Полека кога ќе ја пристапиш на определена планина, тогаш искачувањето и слегувањето на крај завршува со успех. 5167 метри надморска височина. 5137. 137. Како изгледа искачувањето на Арарат? Каква планина е? Со какви услови се соочивте? Конкретно, кога јас бев таму, имаше многу променливо време, нешто нетипично, нешто што претходно не сум се сретнала. Како и конкретно на секоја планина кога одиш за прв пат се среќаваш со нешто ново. Временските услови беа многу чудни. Чудни велам заради тоа што времето се променуваше. 15 минути дожд, 15 минути град, снег, ветар, магла, сонце, значи во рок од неколку часови беа сменати сите годишни времиња. Тоа беше малку чудно. Имавме еден цел ден каде што во континуитет ни врнеше дожд, па мораше да останеме во шаторите. Тоа беше навраќање, не можевме да се симниме назад во градот. Интересна планина, не многу лесна, но не и премногу тешка. Потребно е еден ден аклиматизација, 3 до 4 дена искачување, во зависност од спремноста и од тоа дали еден планинар претходно имал искуство со искачување на други високи планини. Горе на врвот веќе од 4500 веќе има снег. Арарат е добро познато дека е вулкан кој што долго време не е активен. Не се осеќаше никаква реја, во воздухот немаше некоја тешкотија при искачувањето во тој аспект. Така да, интересно искуство. Колку часови траеше искачувањето, односно последниот ден? Пристигнувањето на врвот?
Последниот ден тргнавме во 1:45 после полноќ, а на врв бев во 6:26, точно го памтам. Се вративме негде околу 9 часот во камп 2 на 4200 метри надморски височина. Таму се одморивме 2-3 часа и после тоа се симнавме долу на 3200 надморска височина, каде што беше поставен камп 1 и ноќевавме тука, Тоа се кампови кои што вие пленарите си ги поставувате или има организирано некои места каде што сите пленари кои што го посетуваат Арарат преспиваат на тие места, односно овој врв е карактеристично тоа што мораш да се качуваш со тамошни водичи, нешто слично на разговорот што го водевме за Килиманџаро, за Танзанија. Значи, и овдешните локални жители си нашле начин како да си ја промовираат својата земја и убавините кои што ги нуди самата земја и на тој начин да заработуваат. Значи, ние тргнавме од 2050 негде надморска височина, организирано со комбиња од страна на агенцијата која што беше изнајмена од наша страна. Наредниот ден спијавме на 3200 метри надморска височина, тоа е камп 1, каде што има поставени нивни шатори, има нивни готвачи, а остатокот од нашата опрема го носат заедно со коњи магариња. После тоа се искачувавме на друг камп, каде што исто така беа поставени нивни шатори на 4200 метри надморска височина, од каде што почнува искачувањето кон самиот врв. Спомнавте дека неколку дена бевте таму. Други импресии освен искачувањето на самиот врв, дали посетивте други места во околината на Арарат, во Турција? Да, како што спомнав, имавме повеќе денови за да прошетаме Турција. Турција секогаш ми била туристичка цел како прво, а потоа и за искачување за Арарат. Интересна земја, ја доживував на ваков или на таков начин, но никогаш на начин на кој што сега ја запознав и би сакала повторно да се вратам, бидејќи Турција има многу што да понуди. Карактеристично е тоа што во голем дел од куњата и од начинот на живот се препознаваме и ние како македонци. Куњата им е блиску до нашата, но сепак толку колоритна, толку вкусна и богата. Освен куњата, може и да нагласам дека голем впечаток ми остави еден сарај кој што го посетивме, сарајот на Исак Паша. Значи, прекрасно здание кое што му е зачувано и преку една добра приказка е пренесен начинот на кој што живеел тогаш Исак Паша. Исто така го посетивме местото каде што се верува дека застарала Ноевата арка. Една интересна приказка која што турците сами по себе не веруваат во неа, но сепак ја прикажуваат и продаваат како добра приказка. Посетивме уште неколку града каде што можевме да го видиме начинот на живот на курдите таму и бидејќи Арарат е планина која што се наоѓа во азискиот дел на Турција и исто така поминавме определен период во Истанбул. И може да се воочи таа разлика помеѓу азискиот и европскиот дел. Значи, Турција, земја поделена помеѓу два начини на живот, али сепак живеат во една заедничка кохезија која што има еден совршен сплет и дава интересни моменти за секој кој што ќе појде таму за да ја посети. Практично ова е четврт континент кој што вие се искачувате на некој врв. Да, и тоа ми представува особено задоволство. Претходно спомнавме, вие сте втората македонка која што ги има искачено највисоките врвови на европскиот континент, на Јужна Америка и на Африка, односно Елбрус 2018 година, наредната 2019 беше искачувањето на Аконкагва, вториот самит по височина, мислам дека е после Монт Еверест во светот, од тие останати 7, и последниот 2021 година, односно ова година, некаде во февруари, се искачивте на врвот на Африка. Кој беше најголем предизвик од овие три? Секоја планина, тоа често го зборувам, си има посебни предизвици, посебна специфика која што ја дава сама по себе планината. Но еве, би ја издвоила Аконкагва од причина што
Прв пат сум била толку високо, прв пат сум престојувала толку долго на планина, сум кампувала сум спијала, сум ноќевала во камп толку долг период. Буквално се осеќа онај експедициски момент, односно животот во базен камп, бидејќи како што имам претходно кажано, тоа е втор поголемина базен камп во светот после онај во Непал на Хималаите. Така да Аконкагуа би ја издвоила како една поспецифична и поинтересна експедиција на која што сум била. 7 континенти, 7 највисоки точки. На тие континенти од нив искачени 3, остануваат 4. Дали може да се најави нешто или имате желба за искачување на 4 самит? Во повеќе наврати го имам кажано истото, се надевам дека ќе успеам да ја реализирам мојата цел, бидејќи самостојно, пред се во најголем дел самостојно се трудам да ги искачам тие планини и досега успевам во тоа. Се надевам дека ќе искачам барем 4 од 7, а би била среќна доколку ги искачам и сите 7 нормално. Во моментов сум во неколку договори и преговори со луѓе, планинари, кои што имаме заеднички желби и цели. Не би сакала ништо конкретно сега да откривам, бидејќи не би сакала да шпекулирам, не е ништо конкретно кажано. Се надевам дека во наредната година ќе има нешто повисоко, или од еден од врвовите од Seven Summits проектот, или нешто друго кое што ќе биде повисоко од она што досега сум била, односно повисоко од Аконкагуа, но за тоа потоа навремено ќе бидете информирани, бидејќи долго време соработуваме и се надевам дека ќе остане тоа така. Што е она што е најтешко за да се стигне до еден самит? Подготвеноста, финансиската конструкција, планирањето на целата експедиција? Неминовен е фактот дека потребна е и тоа како добра психофизичка состојба. Доколку го отргнеме тој факт и речеме дека една личност ја има таа психофизичка подготвеност, најтешко нешто за реализирање на една експедиција се финансиите, односно финансиската поддршка од сите релевантни фактори кои што треба да помогнат при планирање и при реализирање на една експедиција. Кој од овие 7 врвови е најтежок да се дојде до него? Без разлика што Монт Еверест може би е највисок, дали е тој најтежок или има некој друг? Најтежок врв е следниот, бидејќи тоа представува предизвик, но ако зборуваме конкретно за пристап, секој врв е тежок. Ако зборуваме за финанси, секој врв си има потреба од финанси, но овие 3 кои што досега ги искачив се едни од поевтините. Секој нареден од останатите 4 навистина бара сериозна финансиска поддршка, односно представува голем залак финансиски. Бидејќи се дружите со други планинари од други земји од светот, како функционира овој начин искачување таму, односно планинарите кои што имаат желба да се качат на највисоките врвови на континентите, дали таму на еден начин како кај нас се молат во бизнис секторот, или тој е организирано од страна на локалните власти, на централната власт во нивната држава? Како функционира тој систем или исто како кај нас? Па реално според она што го имам досега дознаено од разговорите со другите планинари, начинот е ист. Разликата е во тоа што имаат еден подобар пристап при одбирање и селекција на кандидати кои што ќе бидат финансирани од една страна, а од друга страна е подобро тоа што тие имаат поголеми финансиски ресурси, односно поголем буџет кој што може да биде распределен на повеќе лица кои што сакаат да направат определени зафати. Конкретно проблем е и кај нас, за разлика од другите земји, тоа што во другите земји во планот и програмата на самата држава е промоција и поддршка не само на тимските спортови, туку и на индивидуалните спортови. И поради тоа буџетот е правилно распределен. За разлика од таму кај нас пред се финансиите и оние што ги имаме, значи не велам дека се многу, али се пред се распределени на тимските спортови.
Иако сведоци сме, и ти сам сведок си, бидејќи си интервјуирал голем број на успешни луѓе кои што се индивидуалисти во вакви адреналински спортови кои што постигнале големи успеси. Жално е ова што секојдневно го слушаме дека некој обезбедил место за да присуствува на светско првенство, но не е финансирано од државата. Затоа велам, доколку државата има плански пристап за распоредување, правично распоредување на средствата на сите луѓе, не само, бидејќи конкретно кај нас средствата се распоредуваат само на двајца или тројца блиски, а да не зборувам дека ние како периферија од Прилеп многу потешко стасуваме до финансиски средства од државните органи кои што се пред се насочени кон Скопскиот регион. Токму така, можеби најголемите успеси за Македонија во спортот се направени од страна на индивидуалните спортови отколку од екипните спортови, тимските. Но ете да се надеваме сите дека конечно можеби ќе се смени тој начин на финансирање и поддршка на спортот кај нас. Па точно, и благодарение на тебе, бидејќи конкретно во Прилеп ти во подолг период ги афирмираш спортистите и лицата кои што се занимаваат со вакви спортови, и се надевам дека ни помагаш на овој начин, сакаш да ни помогнеш за да се слушне нашиот глас и да се крене на едно повисоко ниво, па да се да допреме и ние до нашиот глас да допре до оние кои што треба да го чујат. Да се надеваме дека и надлежните институции ќе ја видат оваа емисија на Инфокомпас и дека гласот ќе стигне и до нив. Освен највисоките врвови на континентите, имаше искачено голем број врвови највисоки во останатите држави во околината и во Европа. Така. Се трудам се она што ми е достапно, доколку имам време, бидејќи континуирано редовно сум во работен однос, доколку најдам време и поволна понуда, искачувам и врвови во Европа. Не се задоволувам само со сум била на 6962 и сега ништо подолу не сакам да качувам. Мене задоволство ми представува секоја риче, секоја планина која што ќе искачам, така да останувам и понатака верна на искачувањето на било какви врвови. Со еден збор или една реченица кој некој ќе да праша што представува планината за тебе? Истото што представуваше и вчера, се надевам дека ќе представува и утре. Значи, планината представува еден начин на живот за мене, начин на спознавање на себе си и еден вид канализирање на негативната енергија која што ја добиваме во текот на денот и сето тоа го преработувам во една позитивна енергија за да можеме успешно да се носиме со секојдневните обврски кои што се соочуваме како луѓе. Ова пандемија која што сите ја живееме во изминатава година и половина, на еден начин како повторно да ја врати природата и планината до луѓето, односно луѓето повторно се вратија кон природата и планината, затоа што се почесто на планините можеме да сретнеме голем број планинари кои што и спортски и рекреативно сакаат барем во викенд да се прошетаат, што не беше случај пред пандемијата. Точно така. Секојдневно на социјалните мрежи можеме да забележиме откријани нови места, луѓе кои што мислиме дека не излегле надвор од градскиот комфорт, кажуваат дека биле на ваму или таму на некое место каде што е за нас непознато, така да се согласувам со тебе дека цела оваа ситуација ги доближи повторно луѓето кон планината, но за жал исто така го доближи и сметот до планината, особено до оние места каде што има определен локалитет. Но сепак добро е тоа што откривме дека или си го потврдивме мислењето дека нашата земја изобилува со прекрасни туристички места, прекрасна природа и на овој начин направивме и една промоција на нашата земја, односно на се она што ние го поседуваме. За жал, она што спомнавте, ние сме така познати загадувачи, каде и да појдеме само си го ставаме ѓубрето, никогаш не го носиме дома или не го носиме во канта, во континер, така да ако се смени свеста за планината, се надеваме дека и тој менталитет кај нашиот народ ќе се смени, дека конечно ќе почне да се чисти позади себе. Така, но реално не само луѓето, бидејќи кога има оставени контейнери и канти, тие редовно треба да се чистат.
Така да јас сум обкружена со луѓе кои што се грижат за природата, кои што не го собираат само сопственото ѓубре, туку собираат и онолку колку што можат и се околу себе ќе исчистат, така да не можам да критикувам и да кажам дека свеста и совеста не е ниска, но мислам дека треба еден подобар пристап од страна на оние кои што се задолжени и платени за тоа, па ако треба и поголеми казни, на тој начин да го решиме проблемов со ѓубрето, бидејќи навистина представува голем проблем. Која е вашата порака што би упатиле кон оние кои што се уште не се започнати да излегуваат од своите домови, од градовите, едноставно неколку пати во животот си имаат само качено на планина? Имам разговаран со многу голем број на луѓе кои што, како што реков претходно, не го напуштиле комодитетот на градскиот живот, но успеале на ваков или на таков начин да изгледат од природа и после тоа велат: леле, како се чувствувам како препороден, значи имам добра енергија. Мислам дека потребно е еден човек да се изнесе надвор на природа барем еднаш и ќе ги увиди бенефитите од самата енергија која што ја добива од страна на природата и после тоа е се полесно. Така да убедете некого само еднаш да излези во природа и се после тоа ќе биде полесно. Каде се гледаш себе си во иднина? Порано имавте ваше планинарско друштво, можеби формирање на ново, школа за планинари, за млади и деца, или нешто слично? Во иднина дефинитивно во однос на разговараме за планинарството, дефинитивно се гледам некаде пак околу таа тема поврзана со планинарењето. Се уште се гледам себе си како активен планинар, а во иднина се надевам дека ќе има можност за пренесување на моите знаења кои што сум ги стекнала и на другите генерации. 2 години се занимавав со водење на луѓе на планина и мислам дека мојата желба и ентузијазмот кој што го имав за да ја доближам планината пред се до луѓето го вродија плодот, односно сите сме сведоци дека тоа беше еден бум на планинарењето во Прилеп, а и пошироко. Заради работни обврски, ред други работи кои што се случуваат, не сум во можност паралелно да ги водам тие два животи, бидејќи од една страна мораш како човек да работиш за да ги задоволиш своите екзистенционални потреби, а од друга страна хобито те одржува и ти дава сила за да се бориш со секојдневниот живот. Затоа веќе 2 години јас имам оформено свое здружение преку кое што работам. Главната цел ми е афирмација на жената во спортот, особено во планинските спортови, бидејќи ние како жени сме многу поретки во овие спортови и при нашата промоција е многу почудно за сите надворешни фактори кога една жена им пркоси на машките спортови. Друго, веќе 2 години во континуитет работам на тие проекти, а веќе неколку години, еве 4-та или 5-та година, успешно соработувам со други здруженија. Дел сум од настанот, планинарскиот настан Крушево-Нискорија и тура преку Слива. Крушево-Нискорија веќе го имаме наредниот викенд. Така да се работи во делот на планинарењето, не е замрено и во иднина се гледам на истата патека. Маријана, ти благодарам за овој разговор и твоето гостување во Инфорегион и се надеваме дека благовремено како медиум ќе бидеме известени за онаа твоја тајна која што ете не сакаш да ни откриеш, но се надеваме дека ќе ја реализираш наредната година. Се надевам и јас. Ви благодарам уште еднаш за поканата и за поддршката која што несебично ми ја давате цел овој период. Драги гледачи, тоа беше интервјуто со Маријана Ѓорѓиевска, планинарка од Прилеп. Се гледаме во наредното издание.